Јас сум Катерина Нацева, а вие го следите најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Ова се настаните на денот. Евроамбасадорот Самуел Жбогар во работна посета на Велес ја посети детската градинка Димче Мирчев. Лицата од третото доба се повеќе заинтересирани за користење на услугата банско-климатска рекреација. Започна реконструкцијата на градскиот стадион Тиквеш. Енергетската ефикасност представува заемна цел за сите. Она што ние треба да го направиме е да го намалиме користењето на енергијата за 20% до 2020 година. Ова го истакна шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар на денешната посета на детската градинка Димче Мирчев од Велес. Зачувување на животната средина и ефикасно користење на енергијата е едно од поважните прашања и приоритети на Европската унија. Токму затоа и имплементацијата на проектот за енергетска ефикасност Енерджинет финансиски е поддржан од нивна страна. Енергетската ефикасност представува наша взаемна цел и сите ние треба да го намалиме користењето на енергијата за 20% до 2020 година. Ова го истакна шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар при денешната посета на детската градинка Димче Мирчев во Велес. Овој проект комбинира неколку приоритети во себе и мислам дека е многу добар пример кој што треба да се реплицира широм државата. Тоест да се имплементираат слични проекти и во јавните установи. На изминатата година имаме видено многу се има направено во врска со енергетската ефикасност. Значи огромно законодавство е усвоено во врска со енергетската ефикасност. Меѓутоа, секогаш ние треба да се потрудиме да се имплементираат тие закони, таа легислатива. Општина Велес е водечки партнер од македонска страна кога станува збор за проекти во рамките на програмата за прекугранична соработка. Во конкретниот случај со Република Грција, вели Петре Саздов. Она што е позитивно е што ваквите проекти се вклучени и останатите институции во општината. Со ИПА програмата и задграничниот комитет се вклучени 5 општини, од кои 2 се од Република Македонија, тоа е Велес и општина Прилеп. И веќе сме и конкурирани за новата ИПА програма за прекугранична соработка. Се надеваме дека и тој проект ќе го добиеме, се со цел да продолжиме со ваквиот начин на градба, со ваквата енергетска ефикасност и сметам дека и днината е точно во тоа. Според директорката Анида Цецева, овој проект е од големо значење за нив, бидејќи заштедените финансиски средства ќе ги пренаменат во корист на дечињата. Имплементирањето на ваков вид на проекти за нашата градинка е од особено значење, затоа што тоа станува модерна градинка во која што важат сите принципи на енергетска ефикасност, сега и со фасадите, ќе добиеме значителна заштеда во нашето функционирање. Средствата кои што ќе ги заштедиме затоа што ќе бидеме енергетски ефикасни, разумно ќе ги пренамениме во корисна намена за дечињата и се надеваме дека и во иднина ќе ни стојат на располагање и Европската унија и како секогаш ќе имаме максимална поддршка од општина Велес за имплементирање на сите проектни активности врзана со нашето станова. Општина Велес за имплементација на овој проект доби околу 230.000 евра од Европската унија, со цел децата да имаат поздрава животна средина и средина за учење, а училиштата за штедата да ја пренаменат за едукативниот процес на самите ученици. Лицата од третото доба се повеќе се заинтересирани за користење на услугата од проектот за банско-климатска рекреација. Во изминатиот период околу 100 пензионери од Велес и околината ја искористиле оваа мерка. Председателот на Сдруженијето на пензионери од Велес, Веле Алексовски, вели дека пензионерите се задоволни од реализацијата на проектот на владата на Република Македонија. Поволностите од владиниот проект за бесплатна банско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд целосно искористен од страна на пензионерите. Во изминатиот период, вкупно 100 пензионери од Велес и околината ја искористиле оваа владина мерка. Председателот на Сдруженијето на пензионери од Велес, Веле Алексовски, вели дека пензионерите се повеќе се задоволни од реализацијата на проектот. Скоро 100% искористено, сите што имаат потреба и што имаат желба, нормално. Тоа значи одење на
испраќаат преку подрачната единица на Министерство за труд и социјала, што е во ВДС, тука се наоѓа дали во рамките на домот за здравје, што е познат како уредот, таму се канцелариите на подрачната, и преку нас исто така тоа е бесплатно, значи конкурираат луѓето и по електронски пат се избираат луѓето нормално со најниски пензии што се. Лицата од третото доба се повеќе се заинтересирани за користење на услугата од проектот за банско-климатска рекреација. Овој проект вклучува банска терапија, еден задолжителен здравствен преглед и трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта од местото на живење до бањата. Ако испратиме неупатница, 10% помалку таму плаќаат. И кога ќе дојде со потврдата фискалната сметка, нашиот колега дека платил таму толку и толку пари, една одредена сума, од која што е намалена со 10%, ние плюс 20%, значи 30% корист од нас. Оние што не може да дочекаат ред за бесплатно, тотално, сосема бесплатно, значи имаат можност преку нас. Услугата може да ја користат лица корисници на старосна, инвалидска или семејна пензија, а бањи во кои се реализира оваа услуга се Негорски бањи, Дебарски бањи Цапа, Катлановска бања и Цар Самуил во Банско Струмица. Започна реконструкцијата на стадион Тиквеш. Наместени се 200 столчиња на едната трибина и нови боксови за резервните играчи и официјалните лица. Во понатамошниот период ќе следува и реконструкција на останатиот дел од стадионот, со што ќе се овозможат услови за подобро следење на надпреварите. Започна реконструкцијата на градскиот стадион Тиквеш со цел исполнување на минималните услови за кои Фудбалската федерација на Македонија го суспендираше теренот на градскиот фудбалски клуб за одигрување на надпреварот од четвртото коло кој се играше во Гевкелија. Сега наместени се 200 пластични столчиња на едната трибина и нови боксови за резервните играчи и официјалните лица. Со овој потват веќе е дозволено да се игра на градскиот стадион. Почнавме со реконструкцијата на градскиот стадион и тоа почнавме со оној најлесниот дел, односно тоа што беше подхитно што моравме да го направиме како задолжение од Македонската фудбалска федерација. Значи, оној минимален услов кој што ни го поставија да наместиме 200 столчиња и да обезбедиме доволен простор за резервните играчи, тоа го сторивме и еве во сабота имам известие дека е дозволено веќе да се игра на нашиот стадион. Во понатамошниот период ќе следува и реконструкција на останатиот дел од стадионот. Се мисли на урнатиот зид и другите зафати со кои, како што нагласи Панов, ќе се овозможат услови за подобро следење на надпреварите. Додека оној другиот покрупниот дел останува за наредните 10 на 20 дена, кога ќе почнеме да работиме комплетно на трибините, на зидот кој што беше паднат да го вратиме во првобитна состојба, односно јужната трибина да ја доведеме во солидна состојба и да биде, нели, не само за да го задоволиме она што го бара федерацијата од нас, туку и да на гледачите и љубителите на фудбалот од Кавадарци да им понудиме многу поблагопријатни услови за гледање, за пратење на нашите утакмици. Со одлука на седницата на градскиот совет се предвидени дополнителни 1 милион денари за градскиот фудбалски клуб. Овие средства ќе бидат искористени до крајот на оваа година, а од наредната ќе бидат издвоени уште 3 милиони. Утре со почеток од 16:30 фудбалскиот клуб Љубанци на домашен терен ќе го одигра надпреварот против тимот на Хоризонт. Од климатските промени, житните култури во нашата земја се најзагрозени. Експертите препорачуваат штедење на водните резерви, кои за 40 години може да бидат помали и за 50%. Колешката Ања Василева на оваа тема. Пролетните и житните култури кај нас ќе бидат најзагрозени од климатските промени. Експертите препорачуваат штедење на водните резерви кои за 40 години може да бидат помали и за 50%. Прво промена на сортите, а поти одгледување на целосно нови култури на нивите.
експертската насока за справување со последиците од климатските промени. Се препорачуваат и автохтоните сорти како најадаптирани, кои со селекција може да развијат нови особини отпорни на престојните измени на временските влијанија. Експертите сметаат дека со поголемата конкурентност, квалитет и безбедноста на храната, потоа со штедењето на ресурсите и подобрување на условите во селските средини, можно е облажување на последиците од климатските промени и одржување на земјоделството во кондиција. Исто така од намалувањето на варнижите и на резервите со вода, што во наредните децении драстично ќе се почувствува, најмногу ќе страда земјоделството во централниот дел на Македонија, односно во регионите по течанието на реката Вардар. Отварање на школа за футсал најави новото раководство на КМФ Велес. Она што тие сакаат е Велес да биде центар на футсалот. Менаџерскиот тим Скендеровски имаат големи планови и амбиции токму за овој спорт. Со новото раководство кое го доби клубот во мал фудбал Велес, се добие нови планови поврзани со овој спорт за општина Велес. Имено менаџерскиот тим Скендеровски кој раководи со клубот најаве дека планираат Велес да биде центар на футсалот. Председателот на клубот Бојана Скендеровски при средбата со градоначалникот Шадиев напомена дека плановите и амбициите за овој клуб се големи. Воедно напомена дека наскоро ќе биде оформена и школа за футсал која ќе функционира во рамките на КМФ Велес. Амбициите на клубот КМФ Велес е да има и своја футсал школа, како со еден центар во Скопје и центар за футсал школа во Велес, со тоа што нашиот клуб понатаму би произведувал нови кадри, млади играчи кои што идејата е да играат не само во Македонија, туку да играат и во Европа. Она што е договорено со локалната самоуправа, но и со спортскиот центар Парк Спорт е тоа дека школите за мал фудбал своите тренинзи ќе ги обавуваат во спортската сала Гемиџи, а првиот тим тренинзите ќе ги обавуваат во Скопје, но не се исклучува можноста и првиот тим да тренира овде. Во прв момент беше најавено дека овој клуб својот тренажен процес ќе го одбавува во Скопје, надпреварите ќе се одигруваат во Велес, меѓутоа не е исклучена можноста дел од своите тренинзи да ги обавуваат и во спортската сала Гемиџи, меѓутоа како и да е, точно е и дека веќе овој клуб си во рамките на својот управен одбор веќе одлучи да формира фудбалски школи, футсал школи во Скопје и во Велес. Новото раководство на КМФ Велес воедно најави реконструкција на спортската сала Гемиџи. Конкретно од понеделник е започна реконструкцијата на соблекувалните во истата. Посетите на стоматолог се неопходни за секој човек, особено за децата, бидејќи тие треба да стекнат навика за посета на стоматолог уште од најраната возраст. Стоматолозите сметаат дека ова е важно не поради потребата од интервенција, туку за стекнување на позитивни навики, за ослободување од страф од стоматолошките ординации, но и од самите стоматолози. Појавата на забоболка не треба да биде основна причина за посета на стоматолошките ординации, велат стоматолозите. Превентивните стоматолошки прегледи се важни за навремено дијагностицирање на можните заболувања на забите и поставување на индикации за вистинска терапија. Лечењето на забот треба да се преземе во фаза кога нема болка, вели доктор Петре Саздов. Основна причина за доаѓање на пациентите во амбулантите е болката. Значи, болката е таа првичниот симптом што ги тера пациентите, децата и возрастните да ги посетат стоматолозите, што не е добро, затоа што кога болката е евидентна, манифестна, значи во фаза кога е изманифестирана, значи тогаш забот е некаде 70% уништен и самото лечење, реставрирање на забот представува посебна процедура, посебна тешкотија, бара подолго време, а резултатот на успехот секогаш е неизвесен. Причините за болка можат да бидат најразлични, но како најчести се јавуваат воспалувањето на непцата и забниот кариес. Обично се гингивитите, луѓето што најрано се манифестираат како една патологија во устата, а најмалку им обрнуваат внимание е воспалување на гингивата и на непцата. Од тука почнува се. Значи, првичното воспалување се јавува поради плакот, недоброто четкање, уште после тоа, ако има и некој почетен кариес на забот, почетен кариес, лезија на самите заби, тие бактерии, значи, почнуваат да делуваат и на
на шуплината во завите, зафаќајќи ја пулпата на завод и понатаки, значи од едно бенигно, беззначајно, само маргинално воспалување на гингивата или како катарален процес на воспалување може да се развијат периодонтитите, што се карактеристични за онаа баш специфична забна болка, така да би рекол дали со народски израз. Стоматолозите советуваат, покрај редовните контроли, за здрави заби е потребно одржување на орална хигиена на високо ниво. Министерката за култура Елизавета Канчевска-Милевска денес на пресконференција ги соопшти резултатите од третиот конкурс за откуп на дела од областа на визуелната уметност, стимулативна мерка која Министерството за култура ја воведе во рамките на Националната стратегија за развој на културата за периодот 2013-2017 година. Во продолжение останатите вести од Македонија. На третиот конкурс за откуп на уметнички дела од областа на визуелните уметности, кој беше распишан во месец мај 2016 година, значи оваа година, до Министерството за култура пристигнаа вкупно 69 пријави за 178 уметнички дела, додека пак на конкурсот за откуп на скулптури од галериски формат беа пристигнати 17 пријави за 29 дела. Сите пристигнати пријави беа внимателно разгледани и оценети од стручната комисија во состав Викторија Васева Димевска, Муамер Садику, Конча Пирковска и Маја Неделковска Брзанова. Комисијата која имаше навистина една тешка и одговорна работа при изборот на уметничките дела според јасно утврдени критериуми на конкурсот и потребите на нашите институции, изврши избор на 44 уметнички дела на 33 автори и 6 скулптури на 6 македонски автори. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, говорејќи за прашањето за името, упати покана до грчкиот премиер Алексис Ципрас да ја посети Македонија и да биде специјален гостин на самитот на лидерите од Брдо-Бриони процесот, што следната година ќе се одржи во нашата земја. Нема проблем што не може да се реши и разлика која не може да се надмине. Единствен предуслов е да се почитуваме преку диалог да доаѓаме до решенија. Би сакал како специјален гостин на самитот да учествува премиерот на Грција, рече председателот Иванов во свој одговор на 71-то Генерално собрание на Обединетите нации. Председателот Иванов ги поздрави мерките за градење довреба со Република Грција и повика на нивно проширување и внесување нови содржини. Колку побрзо ги исполниме мерките, толку побрзо ќе создадеме позитивен амбиент за да бареме решение за разликата околу името во рамките на времената спогодба, резолуциите на Обединетите нации и пресудата на Меѓународниот суд на правдата, рече македонскиот председател. Земјотрес со интензитет од 6,4 степени според Рихтер го погоди југоисточниот дел на Токио. 8 пожарникари загинаа синоќа борејќи се во голем пожар во складиштата за пластика во Москва. Ова е свето денес. Утринава нов земјотрес со интензитет од 6,4 степени според Рихтеровата скала го погоди реонот југоисточно од Токио, соопшти Националниот геолошки институт на САД. За сега нема информации за евентуални жртви или причината материјална штета. Потресот бил на длабочина од 10 км под површината на земјата, со епицентар на 226 км југоисточно од главниот град на Јапонија. За сега не е издадено предупредување за појава на цунами од Пацифичкиот центар на Хаваите. Од јапонската метеоролошка служба сметаат дека се можни мали промени во нивото на морската површина, но не во опасни размери за Јапонија. Осуммина пожарникари загинаа синоќа борејќи се во голем пожар во складиште за пластика во Москва, јави ТАСС. Според информациите од Руското министерство за военни состојби, телата на пожарникарите биле пронајдени на местото каде биле сконцентрирани главните спасувачки операции. Загинатите пожарникари работеле на покривот за да создадат водена завеса за ладење на контейнерите со газ и компресорите и за да го спречат нивното експлодирање. През службата на градската управа на Министерството за военни состојби соопшти дека пожарот бил локализиран по неколку часовни напори на противпожарните екипи. Во тек е истрагата за причините за пожарот.
500 милиони корисници на американската интернет компанија Yahoo биле нападнати од страна на непознати хакери, кои што ги украле приватните информации на корисниците. Податоците вклучуваат кориснички имиња, лозинки и лични информации, како што се датуми на раѓање и секундарни електронски пошти. Yahoo ги известува потенцијално загрозените корисници дека превзема мерки за заштита на нивните налози. Тоа подразбира бришење на безбедносните прашања и одговори, со цел да не можат да се искористат за пристап до налозите и промена на лозинките, се наведува во соопштението. Yahoo исто така им порача на корисниците кои не се ги смениле лозинките од 2014 година да го направат тоа. Во компанијата веруваат дека украдените информации не вклучуваат податоци за кредитни картички или банкарски сметки. Сончево и со слаб до умерен северозападен ветер, вакво беше денеска времето. Температурата се искачи до 25 степен. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион. Овде завршуваме. Толку од ова информативно издание на регионалниот дневник на К1 телевизија. Вие и понатаму останете со нашата програма. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.